Додека властите уверуваат дека нема ништо спорно во увозот на отпад, организациите обвинуваат дека не се води контрола за тоа што се внесува во државава. Од Сдруженијето О2 алармираат дека депонијата Дрисла располага со стари машини, а тоа според нив е дополнителен проблем, затоа што таа е најголем увозник на отпад. Зошто Италија ни го дава на нас отпадот ако може да го искористи за сопствените потреби? Па да, тоа е веројатно прашање кое што треба да го одговорат надлежните институции, заради тоа што точно е дека постои отпад кој што може да се рециклира и повторно да биде ставен во употреба, но ова што ние го увезуваме и која што со години очигледно на мала врата поминувал во нашата земја без никакви контроли и без никаков строг надзор до тоа каде се употребува, како се употребува и што впрочем се внесува во државата, тоа е надзор од било каков здрав разум. Сдруженијата алармираат дека поради немањето механизми за справување со отпадот потребна е итна забрана за увоз на каков било отпад од странство. На отпор најде и нацрт законот за справување со отпадот поради неговата недореченост и недефинираност. Од друга страна УСИЕ призна дека увезува ѓубриво од Италија, но тој се користел како енергенс. На ова следеше остра реакција од Движењето за чист воздух, кое за во среда најави блокада на цементарницата. Конечно, додека власта уверува дека отпадот што се увезува не е опасен и се користи како енергенс, во јавноста се поставува логичното прашање: зошто Италија ни го дава на нас ако може да го користи за сопствени потреби?